9% од објектите во земјава се затоплуваат на парно во зимските месеци. Светската банка го квалификува затоплувањето на зградите кај нас како исклучително неефикасно. Најголем дел од домаќинствата и административните објекти се загреваат на дрва или на нафта. Ваквиот начин на греење го загадува воздухот во градовите, а со сечењето на дрвата за огрев се уништуваат и шумите. Единствен град во кој функционира централното греење во моментов е Скопје. Централното греење во Скопје во 2018 година имало 55.553 активни потрошувачи, при што нивниот број растел во изминативе 5 години. Пред повеќе од една деценија, бројот на потрошувачи на парно во Скопје бил идентичен на денешните бројки. Во одделни општини, како што се Газибаба, Бутел и Чаир, со години не е изграден ниту еден нов километар дистрибутивна мрежа. Но во општините Ѓорче Петров, Сарај и Шуто Оризари има цели населби што немаат приклучок на централното греење. Централното греење има бројни предности за затоплување на објектите. Поголем број на корисници на централното греење може да значи пониска цена за корисниците. За средување на проблемот, град Скопје пред 1,5 година основаше ново јавно предпријатие – Градски енергетски системи. И покрај тоа што лани достави барање за добивање лиценца за дистрибуција на топлинска енергија, ова јавно предпријатие ја нема преземено дејноста. Во моментов, во Скопје постојат 3 одделни системи за дистрибуција на топлинска енергија. По иницијативата на град Скопје за преземање на дистрибутивната мрежа, треба да следат други мерки за постигнување на енергетска ефикасност кај затоплувањето. Во Скопје е неопходно подитно да се поврзат трите системи за дистрибуција на централно греење и да се зголеми бројот на приклучени домаќинства. Заедно со изградбата на магистралните гасоводи, општините да започнат со изведба на дистрибутивната мрежа на газ. Приклучоците на домаќинствата да бидат субвенционирани од општините или владата, доколку граѓаните се одлучат да се греат на газ. Државата да формира национален фонд за енергетска ефикасност, кој финансиски ќе ги поддржува граѓаните при вложувањето во иновативни системи за затоплување.